Добро вечер, почитувани гледачи. Во последно време сите се повеќе се окупираме со тоа каква храна конзумираме, колку е таа здрава и колку е органски произведена. Вечерва под лупа токму оваа тема. Добро вечер за Ванчо Стојановски, долгогодишен производител на органска и здрава храна, а во поново време и производител на Охридската цреша. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Господин Стојановски, на досега необработувана тема во лупа ќе ставиме, значи ќе продискутираме какво земјоделство имаме во нашиот Охридски регион, а и воопште во нашата држава. Значи на кое ниво се наоѓа оваа гранка, која што мислам дека во последните 10-15 години малку како да беше подзапоставена. Па вака, Македонија е сепак претежно аграрна земја и нашиот регион околу. За сета среќа, бидејќи Обединетите нации веќе деценија назад опоменуваат дека во светот само две економски гранки ќе се развиват, тоа се здравството и производството на храна. Од време на време имате потреба од лекар, а секојдневно да се храните. Тука има и поврзано здравството и храната. Апсолутно така. Значи тука би поврзале, значи што е многу битно и на држава, значи да се произведува за себе храна. Значи има контролирана безбедна храна, бидејќи денес, нажалост, во светот имаме производство на храна со непознато потекло, со неконтролирани третмани, хемиски препарати, што е најлошо, веќе од пред деценија и пол, тука е веќе вметната и ГМО, значи се произведува храна, семенски материјали кои се добиени преку генетски модифицирани организми. Тоа е страшна работа, на тоа воопшто не треба да се помисли, а камоли да се практикува. Зашто тука предничи Америка, таму се произведуваат тие ГМО семенски материјали, а најголем корисник на тие семенски материјали Аргентина. Европа има забрана за користење на ГМО семенски материјали, али верувајте, цела Европа е преплавена, претпоставуваме, со ГМО храна, посебно говедско месо. Аргентина е најголем производител на говедско месо во светот. Значи во трка за профит се занимарува и здравјето на човештвото. И тука апсолутно институциите во секоја земја и то како треба да поведат рачун, значи каква храна се увезува, конкретно и во Македонија. И каква храна имаме? Значи сепак во Македонијата и климатските услови наши овозможуваат на производство на храна со релативно помалку третмани, али ако сме доволно обучени, значи како да знаеме да ракуваме со тие препарати и плюс и тоа како треба, значи да ја пратиме науката, бидејќи денес науката ни овозможува една голема широка и технологијата на голема широка палета на биолошки препарати за заштита на културите и органски џубрива, а во најново време микробиолошки џубрива. Верувајте, денес во светот незамисливо е земјоделието без микробиолошките џубрива. Само накратко би пояснил што значи тоа за нашите гледачи. Тоа ви се џубрива на база на бактерии. Органските џубрива се класични, овдека имаме сублимати на бактерии, дали во прав или во течност, тие се замена за арското џубре. Арското џубре фактички се бактерии или хумусот. Бидејќи го немаме во доволни количини, значи сега на дофат ги имаме тие микробиолошки џубрива, да ја повратиме земјата во нормала, бидејќи верувајте, секаде кај што човекот стапнал во природата направил одреден дебаланс. Исто така и во земјоделието преку негативните активности. Овој податок мислам ќе ги изненади нашите гледачи. На светско ниво во деградацијата на животната средина, за жал земјоделието, преку земјоделието, значи околу 70% имаме деградација на животната средина преку негативните активности во земјоделието. Што преку третманите на овошките, што со неконтролирана неправилна употреба на минерални џубрива, и значи затоа денес, значи и тоа како треба да ја пратиме, да ја почитуваме науката, толку ни нуди можности, алтернатива наспроти хемиските препарати и минералните џубрива. За жал во светот денес имаме милиони хектари неповратно уништени. Или некаде се претпоставува стручњаците само самата природа ќе ги излечи за неколку века. И то пак со одредени активности од човекот, со засадување на одредени тревки и примена на микробиолошките џубрива. Но иако во тој долг период, ако не се врши одново и одново деградација, значи на природата. Сега сите рековте жнееме кон таа некоја здрава исхрана
и се препорачува од разноразни стручни лица, од нутриционисти, што повеќе внесување зеленчук, овошје, но некогаш зеленчукот и овошјето може да бидат многу позагадени и поотровни отколку внесувањето на месо и месни производи кои што не се препорачуваат да се конзумираат во поголеми количини. Затоа што не знаеме со на каква почва растеле и во какви услови. Да. И не го знаеме ниту нивното потекло. Сигурно, така, да. Вака, јас, 15 години се бавам веќе со производство градинарски, со одгледување на градинарски култури, пластеничко производство. Зошто велам пластеничко производство? Денес најголемиот дел од градинарските култури ги добиваме преку производство во пластеници, каде пластениците овозможуваат производство на побезбедна, поздрава храна него на отворен простор, али можеме да имаме и тоа како контраефекти. Значи, апел до земјоделците што се бават со пластеничко производство. Самите знаат што треба да практикуваат внимавање, повеќе проветрување на пластениците, бидејќи таму сега имате 12 месеци, значи, култивирање на просторот, секоја година со релативно исти производи и, значи, повторно ќе се осврнам на микробиолошките џубрива. Без примена на микробиолошки џубрива и без примена на биопрепарати за така наречено прочистување на почвата, вие не можете, значи, да дојдете после неколку години во пластеничкото производство до здрав производ. Само нешто би напълно, значи, биопрепаратите за прочистување на почвата. Тоа не е дословно прочистување, него мораме да внесуваме во почвата одредени габи. Тоа е габата триходерма, која по самата своја природа живее на кореновиот систем на културата и го штити од патогените бактерии. Вие доколку во пластеникот секоја година одгледувате исти култури и се намалува концентрацијата на таа габа триходерма и секогаш коренот е нападнат од тие патогени бактерии, бидејќи не е во доволна концентрација, не може да го заштити кореновиот систем и затоа се препорачува ова габа секоја година во било кој период од годината да се инкорпорира во почвата, да не елабораме се пошироко, многу едноставно преку грбна пумп, само да се заора или да се изфрезира земјата или со гребло да се покрие, значи што сакам да кажам, без практикување на нови технологии, без пратење на науката, значи опасно е производството во пластеници и во оранжери. Надвор до пред деценија две беа условени без, значи, примена на ова што го зборувам јас, беа условени на 3 години да ја менуваат земјата. Се веќе не мора да ја менуваат. И секоја година можете истите култури да ги одгледувате, бидејќи, значи, кога земјата фактички имаме дебаланс во почвата, знато викаме заболена почвата, значи присутни се во голема мера патогените бактерии и секогаш сме условени што почесто да ги третираме за заштита со одредени хемиски препарати културите, али ако е почвата чиста, верувајте, значи тоа е коренот е мозокот на растенијето. Барем преку почвата нема да ви биде културата нападната со болести, единствено ако дојде преку воздухот. Али со примената на микробиолошките џубрива и на биолошките препарати, околу 60% ги намалувате, ја намалувате потребата од третмани. Само дозволете малку да завршам, али за жал се уште ова не се користи толку во земјоделците, најголемиот дел од земјоделците ова се уште не го разбираат, бидејќи тоа сакав да ве прашам, да. Голем дел од земјоделците не се едуцирани во прав смисол на зборот, значи многу луѓе се занимава со земјоделство, а имаат некоја друга професија. Сега колку имаме стручни луѓе кои што ќе може да ги посоветуваат и колку земјоделците всушност и бараат совет од таквите стручни луѓе, затоа што знам примери кога некој земјоделец ќе оди во земјоделска аптека, ќе побара некаков препарат, не наидува на соодветна личност која што може соодветно да го посоветува што треба да направи. И тука правиме уште поголема штета. Вака, видите, јас ова технологија практикувам веќе 10 години во соработка со Институтот за нови технологии во земјоделието од Суботица. Таму, значи, се преферираат технологии исклучиво био производство. За жал во Македонија, ја не да се пофалам, бев пред 10 години единствениот. Али веќе од пред 5-6 години веќе имаме обучени во нашиот институт во Скопје и веќе се организираат. Од пред неколку години почна да се организираат трибини преку агенциите
за развој на земјоделието да се пропагира и ова технологија. Ова што го кажавте вие во право сте, ако одите во аптека, дали тој од незнаење или ако ги има нема да ви ги понуди бидејќи му се руши бизнисот. Напомнав дека најмалку 60% ја намалувате потребата од хемиски препарати. Јас тоа, знаете, обично го споредувам како со нафтата и соларната енергија, така и во земјоделието. Вие имате и значи толку од природата работи да искористи, тоа вие се на база на природна база произведени и ние ако не ја користиме природата, не знам до каде ќе стигнеме со деградацијата на животната средина. Тоа е слично како со фармацевските компании. Апсолутно исто, тоа сакав да го кажам. Кога се продуцираат некои вируси или нови болести, за да може фармацевтиката да работи понатаму. Меѓу најмоćните компании во светот се фармацевските и компаниите за производство на препарати за заштита на културите. И значи сега апсолутно значи како треба да обрнат внимание нашите институции во ова прилика, значи агенциите за развој на земјоделието, бидејќи тие се сепак тука поставени да излегуваат на терен, да организираат трибини, значи и затоа ќе кажам, значи колку е битно една држава да може да си ги обезбедува ресурсите за храна во свој потекло, да бидат не само што, значи ќе имаме безбедна здрава храна, верувајте, и помалку сте тогаш и политички ранливи. Рековте дека Македонија е аграрна земја и Охридскиот регион има навистина идеални услови за развивање на земјоделие, посебно на неколку култури за кои што подоцна ќе зборуваме. Но реков дека не се дава некој големо значење, некој примат на земјоделието. Се помал е бројот на младите кои што сакаат да се занимаваат со оваа дејност или пак да се усовршуваат, значи да се запишуваат на земјоделскиот факултет или на некои други високи институции кои што ќе ни го дадат она потребно знаење кое што треба да го примениме потоа на терен, затоа што без теоријата и праксата и на заедничка спрега не може да има соодветни резултати. Сигурно, така. Видите, мене не ми е струката агроном, сосема друга струка имам, али си љубам природата и сум сеете 15 кога ми се баваме случајово со земјоделие. Малку е тука, вината пред се лежи во нас самите. Не само Македонија, него и нашето обкружување на Балканот, видите кај нас се уште срамно да се бавите со земјоделие. Срамота е додите на работа со велосипед. Производството на храна е нешто најубаво, значи најблагородно и не знам зошто би било срамно да се занимаваме со тоа. Се уште таа фама лежи кај нас, кај нашиот народ, видите додека на западот уште од мали нозе како ги учат децата. Вие таму уште во детските градинки од 2 од 3 години возраст, веќе таму со нивните воспитачки и децата се формираат мали градини, значи да осознаат од најмала возраст што значи природата, земјата, од каде ја добиваме храната и на крајот, пазете, тука се јавува и почит, љубов кон земјата, кон земјоделието и почит кон земјоделците. За наше задоволство и кај нас во нашата детска градинка последниве години почна, да тоа е се добро, да, тоа е апсолутно добар добар пример. И навистина најмали нозе треба да се учат децата како се добива храна, значи не дека патлиџаните се купуваат само на пазар, туку тие дека растат и како изгледаат во природата, каде се садат и сето така, како доаѓа од семка па до производ. Да. А земјоделието не само, обично луѓето мислат тако се тешко, ангарија денеска имате толку технички помагала, па системи за наводнување. Знаете, тоа може да биде доста интересно, бидејќи се соочувате со жива материја, гледате нештото како вегетира, како се развива, така да препоракај до младите да не ги има тие така застарени сваќања, да не мислат дека не може да се екзистира од земјоделието, посебно кога се работи за Охридскиот регион, Охридскиот пазар е релативно скап. Тука некои култури посебно би ги напомнал во Охридскиот регион, кога зборуваме за градинарските производи, тоа е нашиот Охридскиот патлиџан. Скопјани одвај чекаат да дојде летото, да дојдат да го пробаат нашиот патлиџан. Зошто е толку посебен? Видите, таа е... Еднаш кога разговарав со лица кои што се упатени во оваа тема, ми рекоа дека всушност целата тајна е во поднебието и во почвата. И она старо семе кое што го имаме, кое што се трудиме да го зачуваме на некој начин. Но истото тоа семе, ако биде посадено во некој друг град од Македонија или, не знам, Балканот, Европа и светот, тогаш нема да е тоа што е овде. Да, видите, тоа е стара сорта, италијанска. Овде се одомаќило не само, видите, имате сорти на одредени градинарски или овошни култури. Сорта со сорта,
не поднесуваат поднебје, разбирате, подеднакво. Ето таа сорта добро се snašла на ово поднебје, а е навистина толку вкусна. Ќе ви напомнам само еден пример. Јас имам пријатели од Куманово кои се бава со градинарско производство и ми донесоа тој долгиот патлиџан да го пробаме како е вкусен. Кога проба истата сорта овде растен под наши охридски услови, тој не можеше да верува, значи каква е разликата во вкусот. А мислеа ќе се пофалат со нивниот. Така, значи да напомнам уште еднаш, значи и тоа како младите треба да го искористат овој наш регион, не да се фалиме дека ние од Охрид, па и преспа тука наши блиску е со климатските услови. Верувајте, на Балканот ретки се вакви региони каде се возможува, значи, производство на сите градинарски овошни култури со посебен специфичен вкус. Тука јас би ја напомнал црешата. За црешата важи правилото дека ете на Балканот е апсолутно најквалитетна, не само ова што викаме тука ние охридската цреша долгашишката е навистина доста, мислам, квалитетна, најквалитетните сорти цреша во светот, а и воопшто и другите сорти на цреши, одгледани овде, под наши услови, се далеку се одлекуваат со многу поголем вкус во однос на црешите од другиот регион. И тука само нешто би напомнал. Исто исконтактирав со еден пред неколку години одгледуваш на цреши од Велес, зел калеми од овдека, од кај нас, од Лесковец, си калемил 200 коренја цреши и во Скопје ми ги откупувале по 60 денари, а истата сорта на цреша од Лесковец по 100 денари. Значи, само поради специфичниот вкус. И кога сме тука кај црешата, значи да напомнеме, имаме и како многу бенефити. Воопшто и природата, а ние самите покрај црешата, е доста доходовна, а трошоците за нејзино одгледување во споредба со јаболкото, верувајте, 60-70% се помали. Помалку има резидба, помалку наводнување, третмани 60 до 70% помалку, е доста поскапа, попрофитабилна од јаболкото. Тука исто, значи, имаме преку неа, значи преку одгледувањето на црешата и помала деградација, значи, на животната средина и во односи на потрошувачката на вода. Околу 70% помалку вода бара црешата, него јаболкото, тука би поврзал малку и климатските промени. Сепак, мислам дека секој од нашите гледачи свесен, значи што се случува, какви промени и преку медиумите на назад година опоменува стручњаците во светот дека и тоа како понатак се подрастични ќе се климатските промени. Посебно тука земјоделието е најмногу погодено, бидејќи сепак на отворен простор. Ние до некаде можеме да се заштитиме. Имаме одредена заштита и кај градинарските овошните култури, али не во таа мера, скроз да ги заштитиме од временските неприлики, односно екстремни климатски промени. Тука најмногу ќе бидеме погодени со долготрајни суши и ненадејни обилни врнежи. Значи, посебно во летниот период сведоци сме дека во Охридскиот регион со месеци кај нас немаме врнежи, значи, пак тука, значи, препорачлива црешата, бидејќи таа секако погодува на оние терени кои се со полесна земја, под падините на планините, значи, околу 70% помалку вода. А верувајте и тоа, ако не го решиме проблемот со наводнувањето, и тука нешто малку да напомнам, ако не знаеме рационално да искористиме водата, и тоа како ќе се соочиме со проблемите за наводнување. Значи, во ова прилика, значи, би напомнал како во светот се решава наводнувањето. Македонија е родена за тоа со мини акумулации, без употреба на енергија. Значи, во светот некаде се градат мини акумулации каде користат огромни пумпи, многу енергија да ја акумулираат некаде или да ја однесат некаде водата. Овде ние во цела Македонија имаме под слободен пат. Бидејќи Македонија е планинска земја, на секој чикор имаме дали помали или поголеми водотоци. И од тие водотоци, секаде имате во сите региони, по некои региони необработливи, конкретно овде во нашата близина е околу Вапила или Воишта. Тоа е родено место, значи, и одамна се планирало за време на Југославија и се уште не е направена таа мини акумулација. Значи, еден мал дел од Косилска река да се пренасочи таму под слободен пат. Денеска технологијата тоа го возможува во затворен систем, значи без употреба на енергија, пренасочувате таму и ја акумулирате водата и тоа во кога ќе имате обилни дождови. Значи, ја акумулирате за потребите на земјоделието и плюс ги избегнувате тие поплавни удари. Во тие моменти ја пренасочувате таму водата. И од таму по слободен пат, по притисок, ја имате долу во полето. Знаете што значи за земјоделецот
кога ќе му донесете до нивата вода под притисок. Тој само се вклучува и ја вклучува градината или овошната грана ја вклучува во системот за наводнување. Ако нема вода, колкав бенефит цел труд паѓа во вода. И сигурно поголем дел од луѓето што има намера да се вратат насилу и да се бават со земјоделие, во секој случај побрзо би се одлучиле ако навистина му однесете вода и за земјоделие. Бидејќи некаде, ајде во полето, на неколку метри, на 10, на 20 метри ќе дојдете до вода, што не е и тоа во ред. Значи, до секој ниво да се однесе системот, а посебно оние предели кои што се карактеристични, посебно за трешата. Таму и колку да бушите не можете да најдете вода. А верувајте, тие предели кои тргнете од Лакочерей, па све до Вапила, од Косел некаде Лесковец, и ваму делот кај Требеништа, Мешеишта, што се над полето, тие се родени за черешно, тоа е мал златен рудник. Али се додека, значи, не го решиме проблемот со наводнување. Значи, треба да се почне од почеток и системски. Апсолутно. Сега тука затоа ќе ве запрашам, дали се потребни реформи во земјоделието? Апсолутно. Тако, реформите се веќе пред неколку години почнати, али требаат убрзано и порадикално, али верувајте за порадикални, посоодветни промени, реформи, односно во земјоделието, не е потребно, како да кажам, едно посвесно општество. Значи и власт, али и опозиција. Секогаш некои одредени структури, за жал, ќе бидам слободен да кажам, некои работи ги обструираат, дали свесно или несвесно, и нанесуваат толкава штета на нашата држава. Конкретно кога се работи, значи реформите, субвенционирањето, би го напомнал тука, тоа многу денес се политизира. Да не ги залажуваме земјоделците, и секој земјоделец фактички знае што аплицира за субвенционирање, неовисно од која страна или која вера или партиска припадност, никој не бил одбиен ако си поднесе соодветни документи. А дали е тој процес, значи, за поднесување на документација? Тој процес е толку едноставен. Сложен. Апсолутно, толку едноставен. Што треба да се направи, еве, за луѓето кои што сега не гледаат, а кои што не знаат, можеби? Доволен ви е само имотниот лист. Ако немате ваша земја, обработливи површини, земате под закуп, газдата ви дава имотен лист и договор за закуп на неодредено време, личната карта со по неколку копии и сета останата документација ви ја спремаат во Агенцијата за развој на земјоделието. Ова вие неколку минути на вас работа ви ги спремаат, ги носите во подрачната единица за земјоделие и таа е процедурата. Конкретно јас имав една случка, одреден документ сум пропуштил, одредена копија, и од платежната агенција од Централната од Скопје ме известија со повратно писмо дека да ни ја доставите уште таа копија, значи ве известуваат и ако самите погрешите, значи толку едноставна процедурата и пак ќе кажам, некои го критикуваат субвенционирањето, немам идеални реформи никогаш. Верувајте, значи сите трошоци за било која култура градинарска, тековните трошоци со субвенционирањето ви се покриват да не бидете во загуба. Скоро 100% се плаќаат овошните садници. Одржувањето на овоштарниците преку субвенционирањето ви се плаќа. Значи, на нас останува само малку похрабри да бидеме, да се одлучиме. И поедуцирани. Апсолутно и поедуцирани. Значи мора да се вложи во тој процес, абсолютно, без разлика абсолютно, рековме дали сте по вокација земјоделец или сте се определиле тоа да ви биде некоја дополнителна дејност, треба да се едуцирате и да ги пратите тековите. Земјоделието е занает. А не онека тоа си го сваќаме како нешто споредно. Медицината и земјоделието се најтешки струки, бидејќи се соочувате со жива материја. Вие ако не ја познавате, ако не ја пратите и плюс, ако не ја пратите науката како да ги намалите трошоците, јас преска заборавив да кажам, бидејќи преку новите технологии во земјоделието, конкретно преку Институтот Суботица, и ти ви велат, ако вака работиш, ги намалуваш 50 до 60% инвестициите во земјоделието, ги зголемуваш приносите и плюс добиваш посоодветна цена, бидејќи добиваш поздрав производ. Значи, денес светот е глобален, ние не живееме веќе во едно затворено општество и затворена економија како што беше Југославија, и сега знаеме да кукаме да плачеме, конкретно јаболкото нема соодветна цена.
Таа е цената пазарна денес во светот и на Балканот и во Европа. Македонија не може да ја диктира. Значи, во таа Југославија забранет беше увозот на јаболка и по енормна цена ние ги продававме нашите јаболка од Србија до Хрватска до Словенија. А што сакам да кажам, значи? А како можеме сега да се заштитиме? Так, значи, што сакам, не можеме да се заштитиме бидејќи отворени се пазарите, границите се нема тука заштита, него едноставно што сакам да кажам, значи, видете, оној што има намера да се бави со производство на јаболка, минимум е 3 хектари површина. И тоа интензивни насади ови на пола метро или на метро, каде е просекот по хектар 80 до 90 тони. И вие не можете да конкурирате со класични насади каде што имате по тон 30 до 35 хектари, значи. Отворен пазар. Значи, цената падна во Србија се презадоволни со 9 до 10 денари. Ама отидоа на тие интензивни насади, релативно поголеми површини, или се здржуваат во задруги. Ние не можеме овде со овие класични насади ни со 50 хектари, ако имаме, не можеме да се покриеме. Значи, бидејќи сите имаме мали парцели, мали површини, посебно кај производителите на јаболка, морат што поскоро да се здружат и, значи, да применат нови технологии, нови насади, значи, интензивни. Еве, во ресен почна и веќе се, и то како, имат ефекти. Значи, на интензивни насади, а секако тие имат релативно поголеми површини, значи, без здржување немате успех во нијна сфера во земјоделието, а посебно кај производството на јаболка. За здружувањето и за тоа како и докаде се работите околу земјоделската задруга Охридска цреша, ќе зборуваме во вториот дел на емисијата. Кратка пауза. Горивата на Мак Петрол од фамилијата Ултра. Најдобрите Ултра 95 плюс економи и Ултра 100 Рейс Про. Разликата е во квалитетот. Сега со нови поволности за корисниците на картичките Верна. Само на бензинските на Мак Петрол. Извонредна зимска понуда од хотелскиот комплекс Тино во идиличната населба Свети Стефан. По промотивна пакет цена од само 3000 денари месечно, уживајте во благодетите на внатрешен топол базен, сауна, парна бања и џакузи. Совршена релаксација на телото и духот. Само 100 денари дневно инвестирајте за вашето здравје и убавина во еден од најубавите хотели на Ривиерата. Тино спа и велнес центар. Здравје и енергија. Секогаш можеш да направиш супа. Но можеш ли да предизвикаш воодушевување? Да ја разгориш страста? Да се препуштиш на моментот? Да ја вкусиш љубовта? Со крем супите на Подравка, богатство од зеленчук, го можеш сето тоа. Направи супа, создади чувство. Подравка. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид.
Стојановски, ние продолжуваме со нашиот разговор. Рековме дека има многу проблеми во областа на земјоделието, дека потребни се итни реформи, започнати се, ама некако скромно. И мислам дека многу полесно ќе се решава доколку земјоделците се здружат едни со други, затоа што на тој начин проблемите полесно ќе излезат на површина, а ќе можат и да извршат притисок до оние институции каде што треба за посериозно да се размисли и да се најде решение за нив. Сега вие веќе го направивте првиот чекор овде во Охрид. Веќе каде и да е деновиве и официјално ќе биде обелоденето земјоделското здружение Охридска цреша. Сите формалности се завршени, се чека уште денот кога ќе биде, да речем, пресечена лентата. Зошто дојдовте на таква идеја и што очекувате од едно вакво здружување? Вие напомнавте дека и тоа како се потребни уште реформи во земјоделието, верувајте, основната карика е во нас во земјоделците. Ние не можеме само да бараме од државата. Каде сме тука ние? Ние колку пратиме наука и технологија и дали имаме иницијативи за здружување. Обично нашиот земјоделец ти каже ќе се запраша. В година ќе имат откуп, видите во светот не постои поим откуп. Постои поим од продажба. Ние производот треба да си го продадеме, а не да чекаме некој да ни дојде на... Значи, ние сме производителите, треба да се организираме и да си го понудиме нашиот производ. Како откуп? Каде некој од Германија ќе знае дали овде нешто имаме за продажба? Па ние треба да понудиме. Денеска го имаме интернет, значи тој гледа каде има нешто за продажба. Мене никој не ми е виновен ако јас својот производ не можев да си го пласирам на охридскиот пазар. Јас не чекав некој од пазарот да ми дојде на нива. Значи во светот имате организирање и продажба на вашите производи. Значи тоа е делот што ние мора да си го завршиме. Ако ние не се организираме, не сме доволно свесни и рационални, државата на никој начин тука не може да ни помогне. Ете, значи тука ќе се запрашаат некој зошто порано не се формира задруга или отпочна па не успее сето тоа така, се во свое време. Ние допред неколку години немавме некој насади на цреша во Охридскиот регион. Беше познат како цреша, како регион кај што имаме цреша квалитетна, али толку минимални беа насадите. Значи кажа се во свое време. Последниве 7-8 години веќе интензивно почна да се зголемуваат насадите со цреша и одма ние осетивме, значи сега притисок што како да си продаваме нашите поголеми количини на цреша. Затоа 20 производители на цреша се организиравме, оформивме задружени, значи скоро ќе биде официјализирано, сите формалности се завршени и уплатено све што треба, апсолутно све. Каков бенефит имаме од здружувањето? Тука нешто пред да кажеме бенефит, би напомнал скепсата уште кај добар дел. Да, значи кога ќе се речи земјоделска задруга, одма некако имаме некоја бариера се прави и од некое минато искуство кое што не е многу позитивно, луѓето се плашат да се организираат во вакви задруги. Да. Виде, нашето општество сепак мора да свати дека ние денеска живееме во друго време. Немаме државни фабрики и немаме државни задруги. И задругите ви се фирма. Некако нашиот народ уште очекува државата да ми отвори фабрика, државата да ми направи задруга. Тамам работа ако ни се замеша во овие работи државата. Државата е должна само да обезбеди непречен пласман на нашите производи надвор од нашите граници. Тоа Македонија си го направила. За сета среќа Македонија не го потпиша ембаргото за Русија. Поради некој кеф и некои си задни игри, и ние да се вклопиме од тие. Нашиот производ најлесно можеме да го пласираме во Русија. Тоа е пазар што не можете да го покриете апсолутно. Значи, најголемата вина лежи во нас и значи денес, значи, задругите се, значи, на наша приватна иницијатива. Значи, тоа се наши задруги. Јас тука само би напомнил што се случило во далечните таму околу 45 до 48 година, кога биле тие толку болни и несоодветни реформи, по мене не несвесни од незнаење, него за жал дошле тогаш демагозите на власт, наводни комунисти, и тие ако сакале да владеат со државата, морат сите сегменти да ги фатат. Како што ги зеле тогаш фабриките ги национализирале,
така и земјата му е зелена, вели последниците, само да може да манипулира нажалост општеството и со државата. Значи, биле присилени тогаш земјоделците да ја дадат земјата во за другите. Значи, земјата им била одземена. Додека И сега се плашат да не се случи тоа? Мораме да сватиме дека тоа е сега наша чиста приватна иницијатива, значи нема ниту приватни фабрики, ниту овие државни фабрики, ниту државни задруги. Ние се формираме, ние можеме да се расториме. Ќе се навратам значи на тие години далечните 45-48 Словенија сосема поинаква реформа направила во земјоделието. За другите се формирале како денес кај нас овде, значи што возможно Значи ние колку години да отсниме? Скоро 70. Да. Значи таму си се организирале исто по своја волја. Значи тие го спојувале својот труд, во за другите го вложувале својот труд, а на нивите се договарале на своите ниви да одгледуваат исти култури како да бидат поуспешни, да ги зголемат значи површините заеднички и полесно да си ги пласираат, значи така ги намалувате и трошоците во производството. Исто значи ние денес си го вложуваме само својот труд, бидејќи сите сме толку мали, верувајте и 50 и 100 хектари да имате денеска сте овој глобален пазар толку мали, значи ако не се организираме, апсолутно не сме интересни за откупувачите од нас. Апсолутно не интересни. И плюс значи многу полесно значи ќе дојдеме до пазарите. Тука има многу бенефити преку здружувањето, би ги појаснил. Преку здружувањето веќе си имаме и самите еден информативен центар и за обука понатака. Знаете, денес кај како се битни, пак ќе кажам, користење на наука, нова технологија. Понатака, значи, опремата во задругите се субвенционира до 90% од страна на државата, додека индивидуално, ако набавите опрема, 50% ви е субвенционирана. Имате прилика да набавите заеднички препарати, во секој случај по посоодветна, пониска цена и што е најбитно со посоодветен квалитет. Вака, ако ќе одите во аптека, може некој да ви дадат мачка во вреќа, не знаете што добивате. Факт е дека денес имаме ние на пазарот во Македонија препарати со поминат рок, разблажени, а вака кога ќе настапите како задруга, можете директно до дистрибутерот, секако ќе внимава што ќе ви продаде. Потоа, значи, имаме тука прилика да користиме заедничка опрема. Значи, државата што ќе ја донира према големината на задругата, опремата, вие користите заеднички. Лицето што ќе манипулира со опремата е платено од задругата, значи ни се намалуваат трошоците. Верувате, јас денеска да запалам тракторот за неколку илјади квадрати, денот ќе го изгубам, не се исплаќа, плюс дозволува, значи, државата тука дозволува, значи, и обука на лице кој ќе го врши прскањето, бидејќи како, кој ние помалку или повеќе не сме доволно обучени како да прскаме, значи, истото лице, значи, во релативно, сега зборуваме за релативно поголеми задруги, се надеваме дека и ние еден тој степен ќе достигнеме, значи, си имате лиценцирано, односно обучено лице за прскање. Потоа имате агроном што ќе ви прати состојбите и тоа е платено од државата. А и за вака мала задруга веќе ние значи ќе имаме платено лице со бруто плата 500 евра. Што е многу битно. Во првата година, во наредните години постепено ќе се намалували, доволно ќе сме моќни и јаки да можеме да го плаќаме лицето. Колку членови има во Сега сме 20, доволно така. Со можност да се зачленуваат уште. Апсолутно, али видете и да не е некој член на задруга, апсолутно задруга со 20 производители се сепак мало, дозволете, значи, да ви прашам, дали може да биде задруга кооперант. само може да членуваат и да се здружуваат производители на цреша или можат и други производители? Значи, сега е за другата обмислена така, значи за производители на цреша, али постојат размислувања, бидејќи сепак Охридскиот регион не е мал. Постојат размислувања зошто ако процениме, значи, дека е пожелно, дали други, значи, тоа останува понатака проценката, каква ќе биде, али само да напомнам, значи, ете, ние ако пласираме црешата, за почеток, видите, за црешата се апсолутно потребни ладилници. За сега ги немаме, али, веќе се обезбедени, значи, така, други ладилници, за понатака ќе мора да се обезбедат своји. И ако сакате и тука да ги немалите трошоците, во ред би било во секој случај тие ладилници да се користат и поголем дел од годината. Во Охридскиот регион веќе
доста се садат сливи, кои што барат исто така ладилник, круши, праски, па и јаготки, можда ќе се прошири сето тоа, значи понатака, значи има можности за проширување, има можности, али да не бидете значи член на задрugата само по себе с 20, ние сме мали во секој случај и не сме толку интересни за откупувачите од надвор, бидејќи барат тие 1000, 2000 тони, само еден откупувач бара. Значи секој може да биде кооперант и во задрugата сме сега членови, значи од целото наше Охридско подрачје и што наполна значи количината, ќе бидеме интересни од кога ќе располагаме веќе со неколку илјади тони. За сега сме интересни, иако се имаме мали количини зборам воопшто Охридскиот регион и Требеништа, Мешеишта, Ната, Коровник, само поради нашиот квалитет. Ќе ми напомнете само тука нешто да напомнеме, мој пријател, кој така имал контакт со руси, представници од рускиот пазар, во Ресен дојдени поради јаболкото. И поканил да дојдат во Охрид, имаме черешни, ова пред 10 години. И дошол тој кај да го однесиме каде нива да наседо черешни. Го однесил кај некој пријател во Лесковец, имал поголема граденка од 2-30 корења цреши, високо стеблести. Рекол, хаде, еве тие се, овој ги собрал раменците и седнал долу. Ама станал ги пробал и му рекол, дали можете да ги множите? Само поради квалитетот сме за сега интересни со минимални количини. Предпоставка е дека да речеме оваа година некаде во нашиот регион воопшто со делот, значи таму Требеништа, Мешеишто, Ровник, околу 1000 тони би требало веќе да се соберат, за разлика од пред 7-8 години ја имаше на 100 тони. А тек наредниве години неколкократно ќе се зголеми оваа количина, бидејќи младите насади тек ќе стигнат значи во полн род и верувајте, значи ја до некаде ги сваќам земјоделците што досега не се определиле за одгледување на цреши, бидејќи важи за неја правило, ако не ја продадете, ќе ве продаде. Значи специфичен производ кој е доста осетлив со рокот на траење температури. И што е нашата залога? Значи, од кога ќе осета добра организација, значи сигурност, ќе се стимулирани за неколку кратно ќе се занимаваат со тоа. Значи која е целта тука ако сакате да постигнете соодветна цена, не само поради квалитетот. И нашата намера е значи 2 пати водено собраната цреша да се собира од нивите и до цреша. Па ете заедно ние имаме со брат и внук така имаме некаде со околу 800-900 корења цреша. И планирате да ги множите, да садите уште? Па ако имаме уште површини ќе ги множиме. Дозволете значи само да кажам значи на кој начин мора да се третира црешата во бербата. Значи не можеме, пак ќе речам ја по-старо, да ги собериме да чекаме некаде на откуп. Прами не знаете дали воопшто ќе ви ги откупат. И ако ви ги откупат, тие биле релативно порано собрани во денот, високи се температурите и уште ако остане и за утрента, верувајте ќе ви се преполови цената. Значи, како оди значи технологијата на берењето и на складирањето на црешната. Мора 2 пати во денот од нанивата да оди директно во ладилник. Некаде на пладне до 11 до 12 часот и навечер. Не сме неколку сати да стои на нивата. Директно од нива 2 пати во денот во ладилник. Значи тука мора да имаме обслужување од задрugата. Не јас да се мислам сега кај да ги носам лево десно, не. А сега како се снаоѓате? Минатата година ние некако се организиравме и иако не регистрирани, значи сакам да кажам што значи ако сме свесни и рационални да се организираме. Не бевме регистрирани, сите 20 мина си се договоривме да најдеме еден откупувач, го најдовме, плюс 10 денари за нас во однос на другите и рок на плаќање 3 дена и како се организира. Си имавме лице за координација. Фанчо, ти имаш черешни денеска ќе избираш јутре, ден, 2, 3, однапред се знаеше кој ќе избира црешите во колку сатот, ако ги носевме кај најблискиот, каде што ќе дојде возилото, ме разбирате, значи. А ние сега ќе се организираме кај секого да оди возилото и 2 пати да се збираат. Ако тоа не мора да се чека сега денес Ванчо да собира утре некој друг и може во истиот ден сите. Мора да се има координација, разбирате, према капацитетот на задрugата и на ладилникот. Сега немаме толку големи капацитети, не сваќате. Али како? Рековме дека сме на самите почетоци. Од година на година ќе се зголемува тој капацитет, али најбитно е организирањето. Кога ќе види земјоделецот дека тој е должен само да има својата нива да насади и да практикува одредени параметри да ги испочитува во однос на одгледувањето на цреша, дека однапред веќе го знае купувачот,
Има организирано собирање, значи да немој мисли да оди некаде на пункт и да чека со својата среќа. Тоа е недозволиво. И еве се надеваме дека ова година значи ќе успееме да пласираме на рускиот пазар и видите како тоа оди во светот. Тој сигурно ќе ве прати неколку години. Ако сте му добар партнер, тој тогаш вложува, инвестира во вас и однапред вие произведувате за него. Вие произведувате, тој ги пороба. Тоа е фактички заеднички бизнис. Предност ни е поднебјето, квалитетот на нашата среќа овде, неовисно се која сорта, зборуваме за поднебјето и ако сме доволно организирани и рационални, верувајте, мислам дека економски ќе се препороди Охридскиот регион. Тука малку би ја наполнал локалната самоуправа. Видите, обврска на локалната самоуправа, затоа ги имаме таму ЛЕР, значи, Агенцијата за локален економски развој, тие мора да се свртат да ги третираат сите ресурси економски во регионов. Не само туризмот, за жал и туризмот не е многу климав, воопшто досега не се осврнале кон земјоделието. Еве, ние сега во прва прилика ќе стапиме со нив во контакт. Сакам да кажам дека и тоа како е должна, значи локалната самоуправа во одредени сегменти да помогне. Дали обезбедување се нас ќе ни треба и локација. Каде да се лоцираме, значи ќе мора да имаме своја локација. И плюс пример би напомнал Шабац. Шабац е доста развиен овоштарски крај, сливи и среши. Таму локалната самоуправа да го помогне развојот на одгледувањето на среша, бидејќи навистина најдоходовна, одлучила да набави 150.000 садници на среша, да ги подели на заинтересираните, после 3 години да ги платат и во секој случај сигурно ги набавиле по многу посоодветна, пониска цена, него ние вака да бараме некаде по неколку илјади корења и сето тоа. Али кога спомнавме срешата, па во секој случај би било добро и овдека да се произведува расат, значи, и тоа е во план да произведуваме тука расат, автохтон, да ние во секој случај, секогаш е многу битно каде е произведен расатот. Ние засега, значи, земаме расат од Крсија, од околината на Воден и Турција, европскиот дел на Турција, значи, мора да бидат климатските услови што послични, а уште подобро ако се од тука. Така. Сега веќе сме при крајот на емисијата и како еден заклучок, мислам дека сите треба да направиме напори да се ги зачуваме нашите автохтони сорти, дали е овош или зеленчук, да се ги брендираме, да ги заштитиме и да ги конзумираме. Каква храна Ванчо Стојановски конзумира? Еве да не упатите и кога одиме на пазар, што треба да купуваме? Дака, јас, значи, 15 на години се бавя со градинарско производство, пластеничко, нешто и на отворено, сега помалку. Верувајте, значи, колку бенефити имате со производството на здрава храна. Тоа значи исто и за црешата. Ние ќе настојуваме да ја третираме што поприродно. Многу е за самиот организам податлива, поквалитетна, ако ја третирате со органски џубрива, да речеме хумусово арско џубро со органски џубрива. Таа има многу подобар изглед. Зборуваме сега што науко можете вака да фатите патлиџан, на пример. Значи сум имал прилика како реагираат муштериите. Јас снабдував неколку тезги, мини пазарчето позади гимназија и тие ми кажуваат како муштериите реагираат на моите производи. Кога се работи, значи за како треба да изгледа еве конкретно еве за патлиџано, да. Видите, има сосема многу по-природен изглед, повкусен е. Не е пластичен. Многу е потраен во однос ако го прехранувате само со минерални џубрива. Знаете што значи минералното џубриво? Како инекција да му давате во моментот почнува да расте. Органските џубрива, ти уште во ја џубрите земјата, конкретно е за арското џубре, за гледачите да внимават на арското џубре, се растура во зимскиот период на нивите, не пресадење. Да го впие земјата. Тоа е хемија, си работи, натре бактериите почнуваат да работат. Значи, ако џубри природно, ја одржувате секогаш во кондиција, јас така велам во кондиција, бидејќи со долготрајна и прекумерна употреба на минерални џубрива, земјата полека ја губи својата функција. Има голем дисбаланс во почвата и полека станува таа неплодна и се чудиме кога ќе кажат нашите вака бастра порано болест не фаќаше. И тогаш имало болести, ама помалку зошто? Затоа што земјата функционирала, била здрава. Денеска, значи, во нездрава почва, во почва која што не е доволно хранлива, прехранета со органски џубрива, имунитетот го губи растенијето.
И затоа паѓа неговата плодност и е многу подложно на болести, мораме да го третираме. Тоа ви потполно исто како едно мало дете, ако го храните со производи од маркет купени. Затоа се денеска децата толку болежливи. Знаеме какви се производите од маркети, конзерванси, па поминат рок, чипси со масло пржено. Го губи детето имунитетот и затоа е подложно на болести. А дете, хрането со здрава природна храна, во секој случај 90% е потпорно на болести. Истото се случува тоа и со градинарските производи. И јас и немав проблем со моите производи, верувајте никогаш, веќе си знаат муштирите, не можете веќе да ги излажете. Знаат дека салатката ако кај другиот стои еден ден, кај мене 2 или 3 дена. Падлижанот ден 2 или повеќе, пиперката неколку дена повеќе. Не само по вкусот, се осеќа тој по вкусот, по кревка така ли, и по самиот рок на траење. Значи, истото е битно и за нашава цреша. Во Охридскиот регион, значи, има соодветна клима каде што во секој случај во однос на други делови на Балканот, посебно Западна Европа и таму произведуваат цреша. Имаме потреба од помалку третмани. И плюс, значи, имаме и биолошки џубрива. И на тоа мора да внимаваме, значи, вие ако му гарантирате на не е тој крајен потрошувач во Русија, тој е, значи, представник на синџир на маркети, тој, знаете како се постигнува цената на црешата? Од кога ќе однесете таму, колку дена му гарантирате дека ќе стои во неговиот ладилник да може да ја продава, дали 5 или 10 дена. Така се формира цената на црешата. И ние тоа, како реков, мора добро да се организираме, што порано да оди во ладилник, да е што поисправно третирана, вие ако му гарантирате 2 недели, сигурно 20-30% ќе зголемите цената на црешата. Значи, така се формира цената. Така. Не само поради квалитетот, бидејќи производ, значи, карактеристичен, јаболкото 8 месеци ќе стои. Тој ќе ве праша колку ми гарантираш, не можете да го лажете. Ќе види, тој си има таму адекватни услови. На 4 степени ќе чува. Ако му калира за 5-6 дена, та година апсолутно нема да ви дојде или ќе ви преполови цената. Значи, од нас многу зависи, значи, ние малку, пак ќе кажам, да сме посвесни, да пратиме наука, технологија и да се организираме, а државата некои реформи да ги убрза во однос на окрупнувањето на имотите. Инаку, засега е субвенционирањето и најболното прашање обезбедување на вода. Верувајте, развој, добар развој на земјоделието, ако нема, без вода нема. Да. Мојот дедо се занимаваше со земјодели, секогаш велеше дека земјата не е крадец, значи ако ти еднаш вложиш во неа, таа трикратно ќе ти врати. И се надевам дека сите оние кои што се занимаваат со земјоделство, тоа е навистина благородна гранка, затоа што произведуваме храна, а од храната се понатаму зависи и нашето здравје во крајен случај. Значи, да ги охрабриме да се занимаваат со тоа, затоа што во никој случај не е срамно, туку е благородно. Не. Видете, малку ќе помогне и ова економска лоша ситуација, а и да не беше таа, верувајте, значи, напомнавме на почетокот, здравството и храната. Пополека, значи, младите ќе сватат, значи, ќе преминуваат технологија, науки и пополека, значи, кога државата исто ќе дозаврши некои реформи и ние кога добро ќе се организираме, јас сум убеден тоа е неминовно дека и тоа како пополека ќе се развива земјоделието. Неминовно, значи, што да завршам само со ова, една од реформите мора да биде, значи, и не сме да се дозволи необработена површина. На Западот тоа е незамисливо. Плаќате тешки пенали ако не обработувате земјата. Е тука државата, бар колку што сум време како надвор одели реформите, таму на необработено земјиште, значи, реков, плаќате голем данок. Исто е овдека. Не можеме ние да се однесуваме спрема земјата како што сакам јас. Тоа е државен ресурс. Ние само денеска го користиме. Имаме луѓе, ние работам, ние продаваме. Тоа е државно благо, значи државен ресурс. Апсолутно, значи, мора, ете конкретно во овој случај, значи, со наметнување на соодветен данок, или да ја дадете на друг под закуп, да ја работи, или да ја продадете под соодветна цена. Значи, незамисливо е на Западот да стои необработлива површина. Ако ја споредиме вредноста на едно парче таму, на Западот спрема нашава огромна разлика. Значи, имаме толку, значи, податлива благодатна клима во Македонија. Во секој каче, во секој регион на Македонија имаме карактеристични производи. Има поради своите климатски услови, верувате, секој овој градинарски производ што успева во Европа го имаме во Македонија. Така.
да си ги чуваме нашите производи, да си ги заштитиме и да си ги конзумираме, затоа што да не сме вака, да речам, само бендисани, ама навистина се највкусни и најубави. Благодарам за учеството. Реков една нова необработена тема во емисијата Под лупа. Сигурна сум дека имаше интереса, можеби ќе побудиме и кај некого желба да почне да се занимава со земјоделство. Во секој случај, ви благодарам на поканата и уште еднаш поздрав до гледачите. Благодарам и вам.